Здраво на сите, јас сум читачот и се надевам дека сите сте добри. Една од последните книги што ги прочитав е Подвижна гозба од Ернест Хемингвеј. Значи не е ова роман негов, ова е збирка записи од неговите години поминати во Париз, некаде првата половина од 20-тите години од минатиот век, значи пред 100 години од прилика. Таму живее со неговата сопруга. Веќе новинарството на некој начин го остава полека и сака да биде професионален писател, објавува раскази, живеат сиромашно, скромно. Овие записи ги напишал во доцните 50-ти години, меѓутоа објавена е книгава постхумно. Сега Подвижна гозба е всушност градот Париз и многу го доловува, го опишува од тоа време, нели, кафулиња под дрвјата, не знам, музеи, ресторани, патеките за трки на коњи. Интересно е што ако го сакате Хемингвеј или ви интересира за неговиот живот, кој што ако знаете нешто за неговиот живот, знаете дека има изживеано човекот, иако релативно млад умира, да речеме, има изживеано за 5 животи човекот. Значи, и ова се тие години во Париз, многу интересни години. Сега, ако ви интересира, тука зборува за неговите средби, неговите другарства со Езра Паунд, со Гертруда Стајн, значи таа една жена која што исто е и писателка и критичарка, меѓутоа кој што е центарот околу кој што гравитираат многу и уметници, поети, писатели, така натаму. Силвија Бич, која што ја отвара Shakespeare and Company, книжарницата, па како му позајмува книги, знае дека е сиромашен, па го охрабрува да пишува. Па Джеймс Џојс се спомна таму, негова средба со Џојс. Па има доста посветено на Скот Фицџералд и неговата сопруга, значи нивната бурна врска, значи каков човек бил. Има онака и доста сув хумор во стилот на Хемингвеј, брутален знае да биде на моменти. Сега, од друга страна, ова се записи, значи не е фикција, меѓутоа сепак е Хемингвеј и сепак убаво се напишани, убаво доживување. Значи, прв збор што ми доаѓа е дека ова е интересна, забавна книга во смисла на тоа дека ако ве интересира како било во Париз да се живее во тоа време, ако ви интересира, ако ви ги сакате овие писатели што ги спомнав и ве интересираат некои вистински случаи, вистинити, анекдоти и така натаму, тоа книгата е топ. И ви ја препорачувам да ја прочитате, онака е лесна книга за читање, забавна, има на моменти хумор, го гледате Хемингвеј, кој што живее скромно, сиромашно, се труди да стане професионален писател. Така што ова беше многу интересна книга и сега ако не ви значат ништо тие писатели и тоа време може слободно да ја прескокнете книгава, меѓутоа ако го сакате Хемингвеј и тие луѓе кои што ги спомнав, кои што живееле околу него, што му биле пријатели и познаници и така натаму, тоа дефинитивно ви ја препорачувам Подвижна гозба, Ернест Хемингвеј. Толку, чувајте се и се гледаме со наредно видео. Чао!